ваквата ваша најава е преседан и како ќе им одговорите на оние кои што со ваквата ваша најава од страна премиер сметаат дека се врши директно класичен упад врз судската власт? Видете, јас не мислам дека ова е преседан. Не мислам дека вршам упад. Јас само како председател на владата предупредувам на последиците од однесувањето на членовите на судскиот совет, дека може да се случи народ. Тоа е моја должност. Да не биде после не сум предупредил, не биде после не сум кажал. Затоа што ако не фатат во спиење и не се случи народ, тогаш се плашам дека може да има поголеми последици, како во минатото се сеќавате имаше и други председатели на влада кои што буквално ги користеа заканите за да партизираат во судството. Ке ве потсетам, мене крајно дрска и разочарувачка одлуката на судскиот совет, завршител на должноста председател на Врховниот суд, да постави човек кој што доаѓа буквално од кожната фотелја во салонот во Речица. И сега, што зборуваме ние? И како тоа да не го иритира народ? Нормално е дека ќе народот биде иритиран. Јас не знам зашто сме изненадени и кој е изненадан. Јас воопшто не сум, јас само пренесувам тоа што го слушам, бидејќи сум секој ден со народот, помеѓу граѓаните разговарам и гледам дека навистина се луѓето вознемирени и загрижени. Затоа што децата си одат, не си одат поради економски причини. Сега, за волја на вистината, процесот е обратен, но доскоро си одеа затоа што чувствуваа дека нема правда. Тоа е суштината. Јас сум само должен да предупредам, да не биде потоа не сме знаели, не сме кажале. Премиере, само на истата тема, ако може, Македонија за жал не може да се похвали години наназад со позитивен извештај за напредок од страна на Европската комисија, особено во делот на корупција на правосудство. Дали сметате дека онаа критика од известувачот Томас Вајц вчерашна може да влијае на текстот и на заклучоците? Ние имавме со известувачот многу плоден и корисен состанок. Кога беше тука, дали ќе влие, тоа е одлука на известувачот и на комисијата, но мене ме радува фактот што после многу години не сме повеќе хибриден режим, според економисти. На 27 февруари излезе податок, ја чекав да видам дека тој податок да се пренесе, очигледно се пренесуваат веднаш овие вести, ама овие добрите не се пренесуваат. Македонија напредува 10 места на скалата. И сега веќе не сме хибриден режим, сега сме малку погоре, за разлика од другите земји во соседството кои што бележат опаѓање. Ајде да се радуваме на овој успех. Да кажеме на граѓаните дека не сме повеќе хибриден режим според економист, туку дека сме унапредиле демократијата и мислам дека тоа треба и самата Европска унија и известувачот да го забележат и да го стават во својот извештај. Уште едно прашање само околу судскиот совет. Јасно е дека нема да поднесат оставки барем во оваа прва фаза членовите на кои што им е изгласана интерпелација. Ќе земаат ли плата? Пошто се функционери со највисок коефициент. Па очигледно граѓаните се додека не заминат од тоа место каде што се, уште некое време ќе треба да ги плаќаат преку буџетот нивните високи плати. И затоа тие се вознемирени. И затоа јас го чувствувам таа негативна вибрација кај граѓаните, гледам дека работата зоврива и дека можно е да се самоорганизираат. И тоа може да бидат масовни протести. И тука сум веќе јас загрижен, бидејќи логично е да се грижиме за безбедноста на државата. Околу платите кои што ги преговарате со синдикатите, денеска од Европската конфедерација на синдикати излегува со став дека ќе известат Европската комисија дека владата прави притисок за да не се зголемат платите, дека целиот случај ќе остават под мониторинг. Видете, јас... Дали сметате дека не се прави ваков притисок или се прави? Јас ги охрабрувам да дојдат... Не ме загрижува, напротив ме мотивира. Јас би ги поканал тие да дојдат тука и да ги слушнат аргументите, бидејќи би било незрело да само врз основа на едностранна информација носат заклучоци. Во принцип, јас би ги советувал да ги слушнат сите страни, аргументите на сите страни и тогаш да зборуваме за заклучоците. Но доколку е едностранна информацијата, јас сигурен сум дека високите представници на Европската комисија ќе сакат да слушнат и втората страна, тогаш дебатата и заклучоците би биле
и би биле поинакви. Но ако го слушате предпоследниот, или би рекол можеби тука блиску до последниот браник на интересите на СДСМ, а тоа е она момче председател на ССМ кој што излегува заедно со малкумина суди и обвинители, тогаш да, ако носите врз основа на тоа заклучок, да, но мислам дека заклучокот треба да се темели на аргументи од двете страни, па потоа, а ние сме на располагање, ги покануваме да дојдат или ако треба ние ќе појдеме да ги представиме нашите аргументи. Кратко, дали разговаравте со министерот Лимани околу неговото недобивање на американска виза и како тоа може да влие на односите помеѓу владата и САД, имајќи предвид дека во последно време тие беа зачистени, добри, пријателски, базирани на лични контакти? Односите помеѓу администрацијата на председателот Трамп, помеѓу луѓето од администрацијата во американската амбасада тука и владата е на едно ултра високо ниво. И јас не би избрзувал со заклучоци поврзани со визата, да почекаме. Што ако добие наскоро? Тогаш што правиме? Тоа што ќе се случи? Еве, како што претходно зборувавме за коридорот 8 и за однесувањето на бугарската страна, дојдовме сега на она кое што ние го комунициравме со јавноста. Дури вашите заклучоци се во тој стил, дека сега за џабе да ги трошиме парите, ама ние кога го зборевме тоа, види ги овие ВМРО-ци што прават. И сега што правиме? Не сега што ќе правиме со парите? Сега што правиме? Тоа го зборувавме ние уште пред неколку месеци. Така да почекаме, луѓе, да не брзаме. Знаеме точно што правиме, нема да направиме нити милиметар спротивен од интересот на граѓаните и државата. Тоа да бидете сигурни. Имате информација кога ќе биде новата средба на меѓу Македонија и Софија? И се поизвестно е дека нема да има договор, затоа ми е прашањето што ќе правиме со парите. Ние тие не може да ги промениме, тој претходно. Почекајте луѓе, не знаеме дали ќе има договор, дали ќе нема договор. Почекајте, битно е да се разговара, да се работи. Ние наша задача е да работиме. Сега дали ќе има договор, за танго се потребни двајца. Не можеш така, треба да видиме и од другата страна како функционираат работи. И едно дека се чека на тоа како ќе се развива ситуацијата, како ќе се развива со соседна Бугарија. Најавувате подолго време инфраструктурен бум дома. Дали се работи конкретно на некој поголем проект и еве ситуацијата и со железници и со патиштата? Да, благодарам на прашањето. Многу интересно, суштинско. Очекувам добри вести за македонските граѓани во текот на месец април и мај. Очекувам многу добри вести на еден, би рекол, меѓувладин договор, кој што би го потпишале со многу моќна европска земја, кој што ќе се мери во милиарди. Не во милиони, во милиарди, за проекти кои што се во инфраструктурата и во здравството. Сега за сега, но може тоа портфолио и да биде зголемено. Но очекувам ваков меѓувладин договор, ќе повторам, со многу моќна европска земја, кој што ќе значи повеќе од 10% од бруто домашниот производ. Кои проекти би биле во? Многу скоро ќе добиете и оваа информација, да почекаме да привршат преговорите, да се завршат и тоа ќе биде исклучително позитивна вест и дополнителен пресврт. Да зборуваме зубави работи. Тоа е она кој што сакува вода, секој ден да зборуваме зубави работи. Господине Мицковски, кога сме веќе кај инвестиции, вие кажавте дека ваш фокус ќе бидат инвестициите во спортската инфраструктура. До каде сте со тие проекти? Во моментот се градат или се изградени повеќе од 20 спортски сали во 10 општини. И планирани се уште толку во оваа година. Спортот е еден од клучните столбови во кој што многу инвестираме и ќе продолжиме да инвестираме и да ги зголемуваме инвестициите. Затоа што како влада сме убедени дека културата и спортот се најголемите промотори на еден народ и на една земја. Така што бидете сигурни дека спортот бил, е и ќе остане еден од главните фокуси на оваа влада. Премиере,
И Тирана повикува што побрзо да се заврши патот што ќе се врзи со Тирана преку Девар. Тие вчера отворија тунел што ќе се поврзи Тирана со Девар. Докаде е постапката во Македонија? Ние апелираме час поскоро Тирана да го заврши проектирањето со кое што Драч ќе биде поврзан со границата и да го заокружиме коридорот 8 во делот на железницата. А коридорот 8 и поврзувањето автопатско со Албанија во случајот кон граничниот премин Ќафас напредува добро, да не речам одлично. Повеќе од 60 км фронт ќе има отворен до крајот на овој месец, така што изведувачите ќе можат да продолжат да напредуваат во таа смисла на зборот. Имаме проблем во делот на Требениште Ќафасен поради тоа што делот од оваа траса е во периметарот заштитен со УНЕСКО, но бараме решение, ќе се најде и тоа решение, така што ние нашето ќе си го завршиме. Но не гледам од таму дека се проектира железничката пруга која што треба Драч да го поврзе со границата, затоа што потпишавме договор. Министрите за одбрана на Италија, Албанија, Бугарија и Македонија потпишаа договор во јули во Вашингтон дека овој коридор 8 треба да биде завршен. Ние само работиме. Ја не гледам дека од другиве чинители се работи. Само ние сме тие кои што работиме и се исполнуваме нашата обврска. Ајде сите да работиме. Ајде сите да видиме до таму до каде работиме.